Добар, убав и среќен ден, драги гледачи, како што гледате, ние сме многу расположени позади камерите и пред камерите тука. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково и ви посакуваме убав и пријатен ден. Денот е прекрасен, а обкружувањето наше во кое што се наоѓаме, фантазија, што да ви кажам, само да посакате и да дојдете овде. Земете си здив, земете си душа од овој напорен живот, од овој стресен живот. Овде, значи, ќе се опуштите, ќе се релаксирате, ќе си каснете убавко, ќе си прошетате, значи, лек за душа. За денешната емисија ќе ви подготвам една сладка пита со шумско овошје, со готови кори. Интересно е што нели секое пакување на готови кори од 500 грама. За ова пита треба 250 грама, а 250 грама ќе искористите, ќе направите солен. Солена баница, гибаница, солена пита, со урда, прас, со што сакате. Значи, од едно пакетче можете 2 тави да извадите. Ке ни треба 250 грама кори. Ке ни треба 150 грама кисело млеко. Кора рендана од 2 лимуна. 100 грама шекер. 250 милилитри млеко. 2 јајца, едно пакетче од 400 грама мешано шумско овошје. Можете да ставите само јагоди, малини, капини, нека биде тоа по ваш избор, но замрзнати. Едно пакетче прашок за печиво, малку масленце за намастување на тавата, 50 грама гриз, 50 грама стопен путер и 1 ванилин шекер. Најпрви ќе го направам филот. Ќе ги скршам јајцата и ова многу брзо се прави. Значи, додека трепнеш за 5 минути е све готово. Тоа ми се свиѓа, а имате, значи, една тепсија десерт. Сега ќе го ставам и шекерот внатре. Да ги изматам јајцето и шекерот. Еве го изматено. Сега веќе можам со лажица. Значи, најважно е да се стопи шекерот. Сега ќе го ставам киселото млеко внатре. Кравјо кисело млеко. Така. Ќе ја ставам кората од лимон. Растопениот путер. Гризот. Промешувам. Ќе го ставам ванилиниот шекер и прашокот за печиво. И млекото. Сето ова само се промешува и готов е филот. Ајде така. Го оставам настрана. Сега да ги поделам корите, тоа е многу важно, да ги поделам. И веднаш да ги завиткам преостанатите.
видам сега. Нема да ги бројам, но од прилика. Мислам би требало да има околу 10 кори. Ајде, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така, 9, 10. Одлично. И да видам тука колку остана. И тука остана 10. Значи, моево око е мерка прекрасна. Ете така. Само да ги завиткам за да не ми се исушат. И да ги одложам настрана. Така. Од тука да ги подвиткам. Супер. Таман ќе излезе и една пита. Мора да излезе и една пита. Сега си ја пренесувам тепсијата, намастувам со малку масло. Секаде да има. Ете така. И сега редам една кора, која што ќе биде како постелка во тепсијата. И другите кори, една по една. Значи, ќе ги ставам во филот и ќе ги редам тука. Ќе ја згужвам, ќе ја натопам во филот и ќе ја ставам тука. Така, сега ќе ставам од смрзнатото овошје меѓу корите. Така, сега продолжувам. По некое покрупно овошје измеѓу. Како да ја перете, значи, кората. Две имало тука. Добро. Така. Таман, уште 3 кори имам. По 3 кори ставам во ред. Ајде така. И последната ќе ја затворам од озгора. Мора излезе уште една отпојка, ама нема проблем, од озгора ќе ја ставиме. Ете така. Еви тука останатото шумско овошје. И сокот. Така.
Ова ја ставам како кога месите малку набрана. Така. И сега остатокот од филот исто вака попрскувам. Одлично, сега ја ставам и последната кора од озгора и малку ќе ја подзасукам. Така. И не ја сечеме, туку вака ја печеме. Како што си е, сега ќе ја пуштам рерната, нека отстои малку, затоа што убаво ќе се натопат корите и кога ќе ја ставам во многу врера рерна, таа и ќе си нарасне затоа што има пециво внатре. Значи ќе ја печам на 220 степени, не намалувам после ништо, ќе проверам горе-доле како е. Значи, еве, после тоа ќе ја сечем. Останете со нас додека јас ја испечам ова сладка пита со шумско овошје. Драги наши пријатели, привилегија е оваа сладка пита со шумско овошје да ни биде во моментот на трпезата. Погледнете како е прекрасно испечена. Видете како крцкат овие корички од озгора, а таа е полна со фил. Погледнете. Полна, сочна, кремаста. Значи ви кажав дека не мораш само шумско овошје. Можете јагоди, малини, капини, што и да имате. А како е воздушеста така. Леле. Како вкус. Се топи во устата, се топи. Значи, погледнете. Видете како е. Значи, ова е нешто прекрасно и да го направите. Видете колку малку време треба за да биде готово и во правењето и во печењето. Не треба многу во печењето, но да не заборавите, значи да отстои 10 до 15 минути пред да ја печете. Уживајте во овој вкус. Се гледаме во следната епизода Вкусот на традицијата. И знаете како велат? Велат дека џабе се си направил во животот доколку семејството не си го ставил на првото место. Ве поздравувам. Чао, чао.